почитувани съветници, почитувани представители за общинската администрация, почитувани съграждани. Отварям 6-та седмица условия на община Кметапия и най-първо отварям претрес от удържаната 5-та седмица на условия на община Кметапия. Дали някой има забележки до област на записникът от удържаната 5-та седмица на условия на община Кметапия. Поради това, че никой няма забележки от удържаната 5-та седмица на условия на община Кметапия, записникът поставям на гласане. Кой е за? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Констатирам, дека записникът от удържаната 5-та седмица на условия на община Кметапия е усвоен. За работа на 6-та седмица на условия на община Кметапия предлагам следният дневен ред. Точка брой 1. Предлог за завършна сметка на бюджетът на община Кметапия за 2025 година. Предлог заключок за усвоюване на годишен извещен на община Кметапия за 2025 година. Точка брой 3. Предлог заключок за усвоюване на квартален извещен и за извършуване на бюджетът на община Кметапия за 4-ти квартал 2025 година. Точка брой 4. Предлог общински бюджетски календар на община Кметапия за 2027 година. Точка брой 5. Предлог програма за социална защита в община Кметапия за 2026 година. Точка брой 6. Предлог програма за спроведуване на общите мерки за защита на населението от заразни болести в община Кметапия за 2026 година. Точка брой 7. Предлог програма за защита и благосостояние на животните, третман на бездомни кучиня, относно нерегистрирани и регистрирани кучиня, затекнати на явни повършини без присъство на собственик за 2026 година. Точка брой 8. Предлог решение за даване съгласие на отлука за именуване и допълнуване на статусът на общинска установа Домна култура Мирка Динова Кметапия. Точка брой 9. Предлог решение за именуване на членове на управен отбор на явното предприятие за комунални работи Болшева Кметапия. Точка брой 10. Предлог решение за именуване на членове в надзорен отбор на явното предприятие за комунални работи Болшева Кметапия. И точка брой 11. Предлог отлука за невършене на избор по конкурс за стипендиране на ученици и студенти за учебната 2025-2026 година. Точка брой 12. Предлог решение за даване съгласност на годишна сметка на заедничко явно предприятие Регионален център за сдружуване на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадец за 2025 година. Точка брой 13. Предлог решение за даване съгласност на извещай за финансовото работене на стационар Шепа Кавадец за период от 1.1.2025 година до 31.12.2025 година. Точка брой 14. Предлог решение за даване съгласност на отлука за утвърдуване на вредност на повод за изплата на плати на административните службеници в заедничко явно предприятие Регионален център за сгрижуване на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадец за 2026 година. Точка брой 15. Решение за даване съгласност на отлука за утвърдуване на вредност на повод за изплата на плати на давателите на явни услуги и помощен технически персонал в заедничко явно предприятие Регионален център за сгрижуване на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадец за 2024 година. Точка брой 16. Предлог заключок за усвоюване на извещи за реализация на програмата за изградба, реконструкция, обслужване и защита на локалните пътища и улици в община Кметапия за 2025 година. Сега ще оставим като точка брой 17 отлука за възпоставуването на междуобщинска соработка по междуобщината в Ковардарският регион и точка брой 18 разследуване на правене от физически и правни лица. Една техническа грешка от точка 15, 2020 останата, значи от предходно станува сбор за 2026 година и предлагаме доколко може да се допълни дневния ред една отлука за възпоставяне междуобщинска соработка по общините от Ковардарският регион. Аз вече прочитах точка брой 15. Кой е за рака предложението на ред? Едногласно за, няма против, няма въздържани. Констатирам, дека вашето предложение от дневен ред е усвоен. Преминуваме на
точка број 1 од дневниот ред предлог завршна сметка на буџетот на општина Демиркапија за 2023 година. Представникот од општинската администрација Вејко Тука, водене Евгенија. Благодарам, почитувани. Во однос на завршната сметка на општина Демиркапија, може да кажеме дека приходите на буџетот на општината ги вклучуваат единките корисници и секако основниот буџет на општината. И тие ни се дадени, значи, по вид на групи и по вид на приход. На даночни приходи имаме остварување, значи заклучно со 31.12.2025 15.531.660 денари, или тоа се 55%. На групата 72, односно на неданочни приходи, имаме остварување од 2.184.736, односно 36%. На капитални приходи имаме остварување од 3.223.000 денари, или 13%, и на трансфери и донации реализација со 31.12 има 125.864 денари, или вкупна реализација на буџетот на општина Демиркапија заклучно со 31.12.2025 изнесува 146.804 денари, или 71%. Согласно нели приходите, колку се прибрани, сега ќе ги споменеме и расходите. Купните расходи на буџетот на општина Демиркапија за 2025 година изнесуваат 141.685.000 денари, или 68% реализација вкупна. На расходно конто 40, односно плати наемнини и надоместици за вработените, реализација се мисли, значи, на консолидираниот буџет. Значи, спомнам повторно, значи општината со трите единки во составот, износот имаме реализација, значи 79.355.000 денари. За резерви и недефинирани расходи имаме реализација од 250.000 денари. На ставка 42 стоки и услуги имаме 26.843.000 денари, односно 64% реализација. На каматни плаќања нема реализација, на субвенции и трансфери имаме реализација од 9.928.000 денари, или 70% од самото конто. Потоа кај социјални бенефиции имаме 296.000 реализација, односно некои си 50%. Кај капитални расходи имаме 21.968.000 денари, или 35% реализација, и отплата на главница имаме 3.044.000 денари, односно 95% реализација. Значи, вкупната реализација на расходната страна изнесува 141.685.000 денари од планирани 207.986, односно 68% од вкупниот буџет на општина Демиркапија. По подставки, мислам дека нема потреба да ги читам секое конто и на приходната и на расходната страна, и доколку нели имате прашање, ви стојам на располагање. Благодарам. Највеќе барам новото точка број 1, колега. Ева, сакам да прашам, беше ти Лашко образложи за завршна сметка, фактички образложи од точка број 2, фактички, вие сте издржани. Исто е, годишниот извештај Да, е годишниот апсолутно и исто. прва и втора точка ми е за тоа, но ја тука гледам некои различни суми. И мене ми интересира, например, тука има, например, 146.804 со 141.804, а тука имаме 141.680. Значи, ова со ова не се покупува. Не, таму имаш техничка грешка, вчера тоа го видовме, знаат, тука се присутни колегите, веќе тоа е, мислам, исправено. Да. Плюс првата завршна, исто не се покупува ова. Како така се оберега, значи не исправено. Значи имаме нова, да. Има, јас да кажам, да. Па да, сега сколку направивме, че кажав да испринтат горе, има, кажав јас уште на самата, значи вчера на комисијата. Сепак да, Иван ми пренесе тоа, но сепак, например, ние имаме документи што ние треба да учуваме некаде. И треба да това, значи... И да, јас и пред да почне седмицата може Ивана да каже дека кажав, дека, значи само што не биле зачувани самите бројки, значи само си сме испринтали со незачувани
бројки. Тоа е само на кај неданачните приходи. Знам дека, например, реализацијата. Завршна сметка оде во Тоа е само не оде ни завршната сметка оде во Скопје. И се уште, еве искрено ќе ви кажам, до сега, значи еве до 14 часот, значи од Скопје нема слух, испратено е цела Македонија. Добро, вие едни сте дека од првите што до 28 ќе донесете, инаку ние имаме законски рок да донесеме до 15 март. А да испратам во Скопје до 31. Значи јас еве до овој момент немам одговор од надлежните што се над нас, значи мене ми е испратена, така да може, нели, во секој момент да стигне да во ред и така натаму. Значи во моментот немам одговор од Министерството за финансии. А закажана е седницата наша, значи јас морам да ја испрезентирам нормално. Да, значи само нешто да ви кажам. Да не настане забуна, значи во бројките кои што ги имате е во ред. Значи сега техничка грешка е настаната во образложението. И ќе ве молам, мислам да нема такви коментари во стилот тука е едно, ваму друго. Значи во бројките нема тука ништо. Ега што е реализацијата. И таа сите имат. Значи ви кажа по кој дел е само настанато. Тоа вчера го разговараме и на комисијата. И еве, донесов, значи, каде е само тоа исправено. Тоа не е ништо, мислам, ништо не е скришно, значи тоа на комисија се увиде и не е ништо страшно. Така да... Ако нека, ама нека пуште, да, кажем останува. Тоа е само на првата страна, значи кај што е само наративниот дел. А кај бројките, значи може да ги видите како да не може така да... Нема проблем, тоа се среди. Овој колега. Здраво, сакам да прашам, зашто реализацијата за спорт и рекреација, за фудбалско игралиште, мислам дека беше втора фаза, и други представки во врска со таа тема е нула? Затоа ќе видите реализацијата е сега во тек. Во 2020? Без разлика, значи тоа е развојна програма. Не е за една година. Развојна програма значи за 3 години. Значи реализацијата е сега во тек. Да, реализацијата во тек, но реализацијата за 2020 е нула, така? Па нормално дека е нула. Затоа што вториот повик беше ноември-декември. Значи нас уште тогаш го распишаме тендер. Да, ви реков, значи тоа е развојна програма, нели ви се сеќавате, а донесиме ние. Да, развојна за 2026, дека реализација ќе биде во 2026, не може да има реализација во 2025. Гледам дали друг разговор. Следващи никој разговор, точка број 1 е старо на гласање. Кој е за? Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздржан. За неја Јона кажа дека Кој е за, кој каже дека е за? Преминуваме на точка број 2. Заклучок за усвојување на годишни извештај на општина Демиркапија за 2023 година. Замолам представникот. Благодарам. Значи, овие точки само така како терминолошки ние мора поединачно да ги донесиме, бидејќи така сме обврзани дека мора на тој начин да ги донесиме. Инаку се апсолутно истите бројки. Значи, исто кварталниот извештај кој што претходно, мислам и во наредна точка ќе го имаме. Тие се сите исти бројки со завршната исто. Четвртиот квартален извештај, значи и годишниот извештај е апсолутно ист, значи со завршната сметка. Истите бројки се, мислам дека нема потреба нели повторно да го читам, значи само терминолошки ние мора да ги донесиме. Да. Ви благодарам. Дали некој разбор? Видите, никој не даде збор, точка број 2 е ставно на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Исто така точка број 2 е усвоена. Преминуваме на точка број 3, предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за изvrшување на буџетот на општина Демиркапија за четвртиот квартал 2023 година. Поведете. Овде сметам дека е во ред да кажем околу бројките кажавме, купни, даначни, неданачни, капитални трансфери и донации. Реализацијата е таа што ја спомнавме.
се разбира и на страната на расходите, значи кај плати на доместоци, стоки, услуги, каматни плаќања, субвенции, трансфери, социјални бенефиции и отплата на главница, се бројките исти од завршната, но овде имаме уште образци, односно К2 образецот, тоа е квартален извештај за достасани а ненамирени обврски и тој изнесува значи од 1.1.2025 до 31.12.2025. Значи по месеци го имате во прилог е даден, значи во една табела каде што имаме значи ние обврски до 30 дена во на 31 декември колку изнесуваат, обврски до 60 дена колку изнесуваат, значи утужени дали има и кој е нивниот износ и обврски над 60 дена ако и не се утужени и секако вкупниот износ на обврските. Значи скупниот износ на обврските на општина Демиркапија со 31.12 изнесува 18.286.000 денари и тие по расходна ставка, по расходно конто се во следните конта. На ставката 404 други надоместици, тоа се 139.609, на конто 421 7.354 денари, на конто 423 139.954, на конто 424 521.428, на конто 425 8.000 денари, 426 85.409, на конто 464 2.071.000 денари, на конто 471 48.000 денари, на конто 480 2.314.000 денари и на конто 482 12.950.000 денари или вкупно достасани, а ненамирени обврски со 31.12.2025 изнесуваат 18.286.000 денари. Е образецот К3, односно тоа е образец квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и на јавните предпријатија основани од општините. И ова е за извештајниот период од 1.1.2025 до 31.12.2025 година. И овде долгот на општината изнесува значи 9.248.000 денари. Значи ова е долг кој што се уште не е достасан, а се однесува на МС и предходно значи кој што ни беше со 3 години грейс период и 10 години рок на отплата. И тоа е значи за проектот за подобрување на општинските услуги, одобрување на 3 големи улици во општина Демиркапија, за тоа имаме нели кредит кој што го плаќаме кон државата, кон Министерство за финансии. Редовно, фала на Бога, се извршува на врската. Тоа е тоа што го рековме отплата на главница, 3.044.000 денари, завршната претходно го спомнав. Тоа што се однесува значи за кварталниот извештај на општина Демиркапија за четвртиот квартал. Благодарам. Дајме го барето. Јас сакам да кажам нешто. За друго јас сакам да зборам. Ова е последна или трета точка, да кажам. Да. Значи, гледаме кредит има општини, така? Колку милиона е кредит? Беше, еве тука пишува, ќе ви кажам точно. Значи, кредитот изнесуваше 27.272.309 денари. Ние подигнавме износ од, значи износ на повлечена транша во оригинален износ, во оригинална валута во денари 26.425.000 денари. Значи, гледаме сите дека тука огромни средства од енергија се взимат за улици, за се. Барам уидина малку повеќе контрола да има на изградбата во улици, на тротоари, се е направено. Значи, као општина се преземи мерки, градиме, ама да гледаме што градиме. Има примери, може да одиме од тук сите, да погледнеме да видиме дека една година нема тоа е правено, се е паднат. Се води сметка на таа работа, тоа не е добро, тоа сакам да кажам. И тоа е. Се води сметка година, и да си ги взимат парите од општините и ги нема никде, тук ние гледаме дека ништо не е, ништо нема направено. За година, тоа е. Се води сметка. Делот на, да кажам, на подигнатите средства за кредитот што се од 2016 година за изградба на улица Илинденска, Реднянска и Орце Николов, и мислам дека таму воопшто нема ниту недостатоци, ниту
Исто да збориме за себе. Јас само коментирам во делот на Земјина и кредитот. за себе доминантно. Има улици што се Да, разпореди. кажавте дека тоа има Организации грейс за период. изградбата од кога не почне оставиле да се за таа огледа. реконизација. 2 Проблеми години во грейс водите период и школи, 10 не години викаме. имаме рок на отпот. Значи во делот на изведувачот нема ниту значи недостатоци, можам да кажам дека квалитетно извршена работа од негова. Конкретно за тие три. Конкретно за кредитот. За кредит. Да, зборам конкретно за Од кредитот. тие беа нели од Светска банка и преку Министерство за финансии, таму имаше многу голем, значи многу голема контрола, едноставно. Надзор, како се кажа, контрола. Добро, колега, може наистина да... Може не сега за Тоа пример ја за споменав период. дека се спомна за кредитот, но и тоа сакам да кажам наменски зошто се тие пари Кажам кои дека бидат се искористени земат огромни средства и во за кој период биетки, се заменени и дека обаче извршена граѓаните на квалитетна биетки работа. треба да се има квалитет тоа што се прави. Да се има надзор од нашата општина. Од надзор, веројатно што од Скопје, од каде другиот надзор, не се ја врка работа така што е. Имаме пример тука кујната, гледаме кујната. Има носочи стубови и мислиш што катница се гради. Мислам дека не е браш, мислам сега во темата. Не е од темата, општо збориме за се. Како заклучок, дека да има поголема контрола за изведбата. Воде контрола се. Идат фирми од Скопје, од секаде идат. Дали нека општо ги контролираме што не е. Ще доводам колега, дали му друг разбор. Видите, никой не дава разбор, точка број 3 става на гласење, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани, точка број 3, констатирам дека е усвоена. Преминуваме на точка број 4, предлог општински буџетски календар на општина Меркапија за 2027 година. Значи, општинскиот буџетски календар за 2027 година е една форма, всушност како една чек-листа или календар, и самиот збор кажува, значи, кои се роковите нели на носење и на извршување на самиот буџет во општината. Това е тоа. Ви благодарам, дали некој да разбор? Или ќе никој не да разбор, точка број 4 е ставено на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Ви благодарам. Евгенија. Пријатна работа. Точка број 5. Предлог програма за социјална заштита во општина Меркапија за 2026 година. Јас многу замолвам представникот од општинска администрација. Благодарам, председател. Значи, предлог програмата е обврска согласно Законот за социјална заштита и истата возможува финансиска поддршка на ранливи категории граѓани кои имаат потреба од помош за да се надмине состојбата која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото социјално функционирање на поединецот или семејството. Во самата програма може да видите дека овие активности се поделени во три области, во областа на социјалната заштита, каде што се предвидени неколку активности. Тоа се еднократна парична помош, потоа еднократна парична помош за еднородителски семејства и семејства за самохрани родители, еднократна парична помош за склучен брак, еднократна парична помош за пензионери, помош во натура, каде што се организираат хуманитарни акции во делот на собирање на облека храна, покучина и слично, проект општинска корисна работа, проект јавни работи, проект народна кујна, потоа проект за подобрување на социјалните услуги, помош и нега во домот, проект сензорна соба, центар за здраво и активно старење, новогодишни социјални пакети и новогодишни пакетчиња за деца од семејства во социјален ризик. Во делот на детската заштита исто така се предвидени две активности, еднократна парична помош за новородено дете, како и субвенционирање на престој во јавната детска градинка на деца од семејства од социјален ризик и деца со попреченост. И во областа на социјалната заштита се предвидува здравствено воспитување на населението преку организирање на едукативни предавања, односно работилници, поддршка на здруженија кои ќе организираат одбележување на значајни датуми од областа на здравството и проектот Рурален доктор. Во акциониот план се прикажани финансиските средства кои што би биле потребни за секоја од ова за реализирање на секоја од оваа активност, па така може да се забележи дека од буџетот на општина Демеркапија за реализација на оваа програма се предвидени 2.012.000 денари финансиски средства. Доколку има прашања, Ви благодарам.
Дали некој даде збор? Повеќе колега. Нема прашање за Илијана. Сакам само да напоменам за поголема информација за јавноста дека точката еднократна парична помош за еднородителски семејства и семејства на самоохрани родители. Втората точка односно еднократна парична помош за склучен брак, односно за склучен прв брак кој изнесува 20.000 динари, како и еднократна парична помош за пензионери. Беше дел од програмата на кандидатот за граничност на ВМРО КМН и истата моментално се реализира, проектот Рурален развој, рурален доктор, се извинувам, за развој на медицински тим од доктори, медицински сестри и прегледи во селата во општината. Оправданоста на овој проект се гледа во состојбата на терен односно граѓаните, населените местни се преговорени да патуваат да градот за да бидат прегледани. Ова е погаѓање меѓу жителите кои што живеат во нашите села, со согласие за на оваа точка проектот ќе се реализира. Не напоменаш само дека нели образ имавме дека претходно треба да обезбедиме смислење од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Тоа исто така го добивме на 4.2.2026 по вака предложената предлог програма. Ви благодарам. Друг разбор? Добро. Погледам на акцијскиот планове. Да. Гледам услуга помош и нега во дом. Финансските средства се на збор за поголеми средства, други извори. Да. 11 милиона 779 и 200. Може да ми објасните зашто? Значи, ние овој проект го реализиравме во соработка со Министерството за социјална политика, демографија и млади по повик кој што се нели објавува од нивна страна. И нашето учество само во овој дел би бил 150.000 денари финансски средства, остатокот од средствата ги добивавме преку апликација која што ја достававме на Министерството. За куманост тоа што беше? Да, меѓутоа, повикот кој што беше во декември, нашата апликација не беше одобрена од страна на Министерството, меѓутоа имаме најава дека ќе има повторен повик, па се надеваме дека во тековната година би може повторно да биде воспоставена оваа. Да, па за тоа побрзо, нели, дали може да биде да се реагира за тоа што буџетот се засегнати, за тоа што колку имаше, околу 31 корисни, да. Да. И ситуацијата е малце критична со тие реколужи што реално нема кој да. А сега има прекин. Сега има прекин заради тоа што нема склучено договор, да. Меѓу тоа че се... Па се надеваме дека ќе има во иднина. Дека ќе се реагира за да може да се продолжи. Ви благодарам. Дадем друг разбор. Никој не даде збор. Точка број 5 оставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Констатирам дека точка број 5 усвоена. Точка број 6. Предлог програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Демиркапија за 2026 година. Замолувам представникот од општинската администрација за одговор. Најпред добар ден на сите. Во врска со програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението, имаме неколку активности што треба да ги секоја година да ги спроведуваме, така и оваа година. Значи, едни од тие активности се дезинсекција, дератизација, како и исправност на водата за пиење. Значи, под дезинсекција имаме предвидено 200 хектари, 3 третмани, дератизација имаме исто 3 третмани на канализационите шахти кај што имаме канализација. Ако немаме негде кај што немаме, ако се јаве, мислам ако комуналното ги преземе, автоматски и таму ќе имаме, така да тоа е у глобала секоја, да речеме, фирма као школото, градинката, домот на културата, ЈП Бошева, си ги прави активности кај нив сами. Ние сме за се што е канализација, водовод, површина, надвор од
Така да, у глобала таа, ако има некој нешто, прашајте, што може да ви објасниме, ќе објасниме. Ви благодарам. Дај некој важен збор. Следващи никој не важен збор. Точка број 6. Поставено гласување. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздржани. Точка број 6. Констатирам дека усвоено. Точка број 7. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затегнати на јавни површини без присуство на собственик за 2026 година. Може? Да. Оваа програма е, кај нас речено, повеќе за бездомните кучиња. Оваа програма нас не спаѓа за ловување на бездомните кучиња, нивен третман. Сето тоа се врши преку стационар Шепа, кај што цел Вардарски регион. Таа ни е заедничка организација и работиме со нив. Значи, сето тоа се однесува, значи, секоја куче што се фаќа, се носе у стационарот, се кастрира, сите тие медицински работи што треба. После тоа, за жал, пак не се враќа. Законот е таков, ние не може да реагираме. Имаше некои кучиња што се поагресивни, се јавиме до таму, нас не вика додека нема медицински преглед, не може да реагираме. Така да нас не останува као општина, се што може да фанеме, да кастрираме и тоа е вече. Од тука натаму, ја мислам дека до сега добро работиме, сега и селото почнаме, па тоа е тоа глобално на оваа програма. Ако имате нешто, мислам, слободно може да се праша, не... Ви благодарам, дај некој важен збор. Јас сакам. Тоа се нормално да работи. Ние пак го кажем. Социјалните мрежи, мимо социјални мрежи, Facebook, една беше реакција на граѓаните кабинет, така. Се наша обида, една објавна кучиња, глутница, доле коментарите ги читат. Не кажи ми сега ти што да правиме. Нешто ја да кажам. Законот е тие. Законот вика да се залове, да се однесе у стационарот, да се кастрира, преглед право дали е уреду или не е уреду. Ако некој сака да го вдоме, се зима, го вдомуват, нас не пуштат излиште се и ти го врачат, ако не се. Добро. Јасно ме е тоа, што ме работата на шеф. Има плачање на орди, има испуштање на орди. Така, шеф нас не ни задоволува условите, ние се кажем наша чарка општина. От нашата општина више катастрофа е случи. Ако мислите така, однесете се оговор има. Сето уреду. Преко комуналното си направим ние наша. Си направим. Преко комунално? Да. Сваки час ако можеш. Ще издействуйте. Ще си ги За тоа што таму треба да имаш минимум 5 вработени со доктор, со сите. Добро, ще видим ако може. Сето уреду. Свака час, ако можеш тоа да направите, свака час. Друго што не беше да збора. Се јавите у полицијата, ние готино да Вардарска као општина да реагираме, контроли, највеќе поготово, комбиња. Комбиња затворени да се застануват. И кучињите да се носат. Некој корешници имаш 7 кучиња на стоварени. Идат комбиња ношите ги разтоварат, тук и општините нема вријат кучиња. Значи тук се научени, немат контрола. Се пријави Ајде, ако сакате, ќе испаднеме на терен, ако најдеме повеќе од 10 кучиња или 15 што не се без маркица се, слободно. Со маркица, со обески Сега со маркица не можеме ние да реагираме, луѓе разберат. Може ли си излегувам да ако се со Слободно. маркица и со обецка?
Значи, ако ви сте прва сликате колата, не ви треба полиција, може слободно да сликате колата кај што ги истоварат регистрацијата. Тоа е една работа. Втора работа. Маркицата. Демиркапија има маркица кучињата ДК. Така да, ако ги се истоварени тие со маркица, дај да ги видиме кучињата каква маркица носат, дали е некоја друга општина. Значи, од таа општина се собират и тука се носи. Тоа лесно е докажено. Може да се и од нас работели, може од неготино да се и некој Друго сакам да кажем, да реагираме до полицијата, Министерството за начин. Знаме ли вика дека За начин да се врши контроли на затворени комбиња, на камиони, на комбиња. Тоа е друго, тоа може Да, да се реагираме на направи општина како сега. граѓани. Јас знам што овие вас област читат тука, дека вие треба да ги заловите, да ги средите и пали, брат. Ама тука кај ние си ги знаеме кучините, мали месеци. Има туџи кучиња, што не се наши. Значи, Ама секоја не се општина нещо. се случува. Тука сакам да се преземат некои мерки, јас не викам дека вие сте криви сега. Не ве сваќаме, Не само се работи, покушавам, нормално. покушавам да ви кажам дека на маркици, ако има е лесно докажливо од каде е. Пај ќе го вратиме назад, ако е дислоцирано, ама кој го донесил, затоа викам, граѓани, ако видите такво нешто, сликајте. Затоа што им И е па, готино, жал, ни еден до сега не градско слика. и било каде, сите реагират. Не, Јас сакам да мене не верувам ме дека не е е само врска дека граѓаните во општината треба да реагираат. Значи секој граѓанин што би Најмал- видел некаков Да. случај, значи има право да се пријави, не е тоа значи обврска дека само општината мора да го пријави како Не, Значи, секој има право. секој има право, значи како граѓанин да пријави. Ако биде Нека слика, нека ми пушта, ама не е реагира тоа. на пример. Не Само чека да да кажа биде дека општина се например, градоначалник. без разлика, значи зборам како граѓанин секој Не, може да не е ова, пријави. ја писмен допис сега ќе испратам до Да, тебе. тоа ми е. Најмал проблем тоа ќе испратам да се. Секој патрулира. Возила комби, ќе видат, отвори го, затвори го. Добре. Прифатливо. Сигурно тие у кола не ги носат 5 кучиња у фатички кола, не ги носат. Ги носат со некои такви возила. Не, странно, тоа е Имам едно информации, што може да имам се информации кај спреси. Величко комби е видено, кај Фердисо. Знаеш како, сите викат, Има тоа е ми, видено, да. тоа е видено, Најпријатно. ниеден не сака регистрација да каже. Значи, кажеш таа регистрација, не е ништо страшно, зошто? Ја да видам. Значи, со тоа што ќе кажеш се заштитуваш самиот себе, okay. Значи, не правиме зијан на некој. Само чава нас си правиме, ништо друго. Бистрен се сиде по решница надоле, ношто 8,5 сата беше темото, колку како возме, 7 кучиња од житото испарнаа и на колку на таа. Тие кучиња ја прв ги гледам живе. Ја возам секој ден нагоре надоле. Никај ги кучињата, е колегата Ама тука не е има. тоа, нека да видим, мислиш 6 кучиња Ќе има. спореда Да, дали да, се. сега ќе кажам, ги гледам и да не се наши кучиња, си познаваме ние кучиња. Кучињите си познаваме. Вчера беа во Корешница. Ода по улицата, вој е моје, ное моје, ное моје. Што прави? Чиме поштено, нема моје. Па, Тоа е Не ви Ама беше таму. Како извини, како боја моја, тоа е моја. секој избајќа, вој е моје куче. Да не се отказни си тие што Значи, сега, јас... Полицијата, неаме ние казам, буџе, разберете, значи наша е, ако не носе маска. Да. И сега, го фаќаш куче, викаш, воја куче не носе маска, твое, не е моје. Нема, чип. И одма ти вика не е. Докажи ти вика не е. Не знам, законот е малку. Тоа е закон. Значи, вчера овде кај што дојде и ја беше таму. Добро. Две кучиња има таму кај нас. А ништо не можеш да оставиш таму. Кај во Корешница се пожалија едно куче правело проблеми. Јас за тоа вчера и пуштив у Корешница да видат. Му избегало кучето, рекоа следниот пат ќе дојде со покање да може да го испијат па да го фанат. Лично и јас беше таму. Тие две се. Едно тие проблематични, ева апе. Еве не ги взимат со обред до носам со кавана се каже носам. И па го враќа. Што правиме тоа куче нешто ако го апе некоја. Ако не е болно, ништо не може да прави. Верувате. Кој ќе одговара за тоа? Општината. Општината ќе одговара, нас не изгорја 5000 евра. Зошто? Утијат малку кучето, без да нас да не известат. Ја каја службено лице, да полиција да пушта извештај дека тебе така снало кучето, која куче така снало, ништо директно служба и нас каја. 5000 евра. Значи, не знам, многу е непредвидено. Многу е. Бар за нас. Доисте не знам. Никој да не разбере дека ние имаме нешто против шефа, против
Не ме разбираме, не е лично, ние не можеме мимо закона. Јас кучините, сакам Општината те тие Ние се трудиме со сите сили, Вие се ама колку закон кучиња ќе фана? Толку. Ама не ќе чакам. Да, они фаќат. Тук има наша калинда, викат, преку линија, 100 кучиња да има, така не е проблем. Мирни си лежат, деца си играат со. Има кучиња на паѓат, тие се проблем. За 3 кучиња и на паѓат. Жени кутка тамо продавица. Това е проблем. Лапи, деца и големи луѓе што го трчат. А вие другиот пат го проблематични. На лишни патки ништо не остава. Парта. Ама тоа е луѓе, значи јас еве се слушнаме со директорката за кучиња, ќе ви кажам и слики. Со маркици си. Што треба да правиме? Значи да има некој модус у тоа нешто, ајде да речем. Сега откако ќе изеде некој, треба да најме некој да го изеде, да не пријави, па да... Значи тоа е, останува ваше распоред писмо. Не е правно, ја писмо, че известна нова. Контрола, слушали сте, даже поготово, компанија, камиони да проверат. Важно. Тоа не може бити нешто. Може. 400 општината сега вие средства ќе обезбедат или што заловено куќа ќе биде така, плаќано. Колку е едно заловено куќа на пример? Околу 5000 денари нас не кошта, ама имаме авансно некаде 200.000 како. Не знам. Тоа што на пример Пробна информација. Не. Мислам дека 200 на шефа што плаќаме годишно. Таа е такса. 163. Таа е 163 што да направи. 163. Ова испаѓа некој околу 5000, зависи машко, женско, плюс-минус 500 денари. Гледам дека прашувате Белски ќе биде доволно за заловување од 30 до 35 кучиња. А 400.000 ако ги поделим на 35 е 11.428 денари. Сето уредо, ја паче кажам, зависи кучето. Зависи кучето. Чешки да има, мислам, да нема, чешки да останат пари, ја паче кажам. Проблем е што, еве, ако сакате, че витнеме од чепа луѓето што идат, Димирки Пија, вие сте едни од подобрите, што скоро секоја куча е со маркица. Што значи е средено. Ја некој имав проблем у Бистринци, ето човек починал вчера, 6 кучиња. 6. Што треба да правиме? Да ги оставиме у Бистринци не бива. Па ете се нашол некој да ги доме и таа е нашата поволна ситуација што некој ги доме. Иначе пак не имате. Тука е главно. Овие 400.000 денари не се директно исплаќаат на шефа. По фактура, По основ да. Да. Например, колку кучиња колку Не може да значи дека прашањето колку е на пример. Да, па лани не ни беа сите. Да. Лани мислам дори би помалку. Значи, Мани пола година. Да. Фактички, ако е бедије... Не беа много. Тие 400.000 евро, основни случаи да се заловат. Това не беше прашањето колку е отприлика една куча. Околу 5 и нешто, како тука некаде е, мислам се плюс минус. Пред тоа беше 11-12.000. Ка не... Лани било 111.000. Колку сме фактурирали. 111 за пола година, што значи 220.000 негде, ако било цело година. Сега не може. Затоа викам Димирки Пија, јас со луѓето што работам. Они се цел вардарски, плански, вика, вие сте едни од подобри. Значи, сега нас пани смета, што е нормално. Секоја куче што прави проблем смета. Да не смета. Лошо е што се групират. Кога се групират, Се тоа е опасно. групират, Оти се случува и пред жито си има случајно. Се групират, само да ви кажем, се групират ширина, женка во естрос. И обично гледаме да ги средиме женките, за да не се групират. Инстинктот, исто и машките. Инстинктот нема да го изгубат машките кои што се кастрирани, ако имаме женка не кастрирана. Пак ќе се групират по неа, затоа што одат по мирис. Меѓутоа, знаат да се групират и зимно време, кога има помалку доток на храна, нели повадни, и они се збират, се топлат, и у Кавадарци е иста ситуација. Немој да мислите дека ви сте исклучок. Значи, иста ситуација и у Кавадарци, и у градско, сите се групират, 7-8 ги има моето мало што си лежат и ништо не прават. Не можеме да ги дискусираме, законот не ни дава
Не можеме да ги убиваме несовесно и тоа не ни дава доколку нема проблем. Само можеме да ги објавуваме за вдомување во Бистринци, значи се погодени камони си јавија, дојдиме, ги заловиме, ги средиме и ги одма ги објавиме и жена една рече вика ја што агресивните кучиња што работат? Агресивните кучиња, значи првен се заловуваат по пријава за агресија дека се каснаме. Доколку има медицинско досие за каснување, не значи дека треба човекот и тужбата да поднесе, него има каснување и посока дека станува збор за тоа куче. Оти сега има таму две, советникот каже, едното само кине влечки, а другото каснува. Ако имаме ние медицинско досие за човекот дека е каснато од тоа куче, го заловуваме, го ставаме под надзор за песнило 21 ден, после тие 21 ден го објавуваме за вдомување, го даваме шанса со тоа што имаме назнака дека станува збор за агресивно куче. За некој да си го тоне. Во обратен случај се евтаназира. И кој прави има случај. Си има закон за тест за социализација се прави. Да, ако не тест се прави. Да, тоа шанса. Да. Тоа е. Мораме законските норми, тоа е правило и тоа што се каже и кој. Луѓето си преземат сами мерки, после ќе биде крив. Ние ќе бидеме други. Луѓе, казните се многу големи. Големи се, Значи не си играјте. Не мислам јас. Морамо да знаеме како се работа. Порано беше друга работа, комуналното си го тераше сето. Тоа навечер, утре цело да се бира се. Законот сега е така, ние сме тука да го спроведеме законот. Прво не се даде јако си да си ги приберат некаки своите. Знаеш што е? Сега, ама вие го кажувате тоа, кога дојде ред за вакцинирање на кучињата, правим со ветеринарот, вика Удемир, кои се вакцинирани негде 20 кучиња. А ние знаем колку. Со човек од општината, со ветеринарот испаднаа 200. И сега проблем е тоа што да речеме полицијата не застанува и да рече чека, ти си го вакцинирал. Значи одма чип, така е твоја куче. Оти кучето ќе изнеде. Ако нема чип, он вика нема. И не може да каже нема. Завршена работа. Тоа е најголемо. Ама тоа е. Ви благодарам. Дале, друг разбор. Точка број 7 го ставам на гласно. Кој е за? Едно, нема против, нема водржани. Констатирам дека точка број 7 усвоја. Фала. Преминуваме на точка број 8, следот решение за давање на согласност на одлука за именување и допълнување на статутот на општинска установа Дом на култура Мир Предимова Димитракова. Односно мајски 2, 2026 година. Значи, оваа одлука се поврзува со последните измени на Законот за култура, кои што се во 2025 година во 7 месец, во членот 29, односно во ставот 3.5 се менува и гласи во делот на меѓународно признат сертификат и доверение за познавање на англиски јазик. Ние знаеме дека кај нас директорот на Домот за културата отиде во пензија, значи моментално имаме вршителна должност, веде директор, за да можеме да објавиме оглас за избор на директор, потребно да се изврши усогласување согласно законските измени во статутот, за да можеме да го објавиме јавниот оглас. Благодарам, дава некој да разбор. Питање да разбор, точка број 8 ставаме гласно. Кој е за? Едно гласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на точка број 9. Предлог решение за именување на членови во управен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошла Димитракова. Да, согласно спроведениот јавен повик за избор на членови во управен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошла Димитракова, значи пријавени беа 5 кандидати, а согласно изготвената ранг листа, комисијата ги предлага за членови во управен одбор да се именуваат Јованка Цеткова, Младен Петров, Горица Петрова и Милица Нацева со мандат од 4 години. Благодарам.
Дали е това разлог? Точка број 9 и става на глас. Дали тук са запазени процедурите, че трябва, например, за управен округ, кој да влезат, например, нели со каква школа, со... Да. Мислам, тоа е нели дел на работата на комисијата и регулацијата е направена согласно правилникот и критериумите кои што се предвидени во правилникот. Колега, мислите на тоа што се беше да имат по 240 кредити, така? 240 Образование кредити, за образование, со одделно образование. Така, да. Ви благодарам. Точка број 9 оставам на гласуване. Кој е за? 8 гласа. Едногласно за, нема против, нема воздържани. Именуваме на точка број 10. Следва решение за именување на членови во надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Димиркапија. Да, исто. Значи, согласно објавениот јавен повик за избор на членови во надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева беа пријавени тројца кандидати, меѓутоа едниот кандидат не ги исполнуваше условите согласно критериумите утврдени во правилникот и законот. И затоа се предлагаат за членови во надзорен одбор да се именуваат Зоран Стојанов и Елена Лазов. Ви благодарам. Даме некој разбор. Личните на разбор, точка број 10 остава на гласуване. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 10 констатираме да е усвоена. Именуваме на точка број 11. Предлог одлука за невршење на избор по конкурс за стипендирање на ученици и студенти за учебната 2025-2026 година. Благодарам. Значи, ова одлука за невршен избор произлегува од извештајот доставен од Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти, кој што согласно нели повикот кој што беше јавниот конкурс објавен од 19.12.2025 до 19, односно 21.2026 година, се констатира дека во определениот рок беа доставени 2 пријави за стипендии за ученици од 3-та и 4-та година во средно образование и една пријава за стипендии за студенти. Меѓутоа, кандидатите ниту за стипендии за ученици и за студенти не ги исполнуваат условите кои што беа пропишани согласно одлуката. Благодарам. Претежно неисполнувањето на условите беше во некомплетната оставена документација која што беше утврдена во јавниот конкурс. Ви благодарам. Дали некој за разбор? А би се повторил овој конкурс или? Мислам дека нема време веќе за да направиме нов повик, затоа што само еден месец трае повикот, ако би го објавиле во март, некаде тоа би било до април и мај веќе учебната година при крај. Пределно време да доставим документацијата или Нема комплетна документација која што беше претежно станува збор за уверение кој што за материјално-финансиската состојба, а недоставени уверенија за одует. Точка број 11 става на гласен. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 11 констатирам дека е усвоена. Точка број 12. Предлог решение за давање согласност на годишна сметка на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на педагози и ветеринарно здравство стационар Шепка Вадовци за 2025 година. Днес имаме присутен за образложение. Поведете. Само што да се најдем садашно. Значи, во годишната сметка има приходи од работењето на стационарот, вкупни приходи од работењето на стационарот се 10.813.051 денар, од кои што приходи по фактурирани за ловени кучиња 1.982.616 денари, а останати приходи се мислат на дотациите од општините кои што се основачи, а тоа се 8.830.435 денари. Вкупните расходи изнесуваат 10.554.960 денари, што значи имаме дури добив под редовно работење 258.091 денар и давно кој што треба да
се плати. Тука имаме се, значи, овие расходите се оставени сите нели трошоци кои што се. Не знам ако имате нешто за прашање, тоа е тоа. И извештајот ми е наредна точка, така таму имате по детално. Ви благодарам. Дали некој да збор? Никој не даде збор. Точка број 12 става. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 12 констатирам дека усвоена. Преминуваме на точка број 13. Предлог решение за даване на согласност на извештај за финансиско работење на стационар Шепка Вадарци за период од 1.1.2025 година до 31.12.2025 година. Тука, како што можете исто да видите, значи приходи од работењето се вкупно 10.813.051 денар, каде што во првата графа имаме пофактурирани, заловени, третирани кучиња, после тоа дотациите се, во расходите, вкупно расходите изнесуваат 10.554.960, наведени се нели кај се тие се расходи дадени. Сега во наредната табела ни останува за 24-та уште кои немат извршено уплата од дотации. Тоа е општина Демиркапија, вашата општина и од општина Свети Николе, само дел од прв квартал од 24-та. За остатокот од уплата од дотации за 25-та, општина Кавадарци и општина Росома, со тоа што општина Кавадарци веќе ги има пола и средство уплатено во први месец 26-та. Значи, од тука имаме од 24-та и од 25-та година вкупно 1.920.248 денари во дотации. Наредната табеларен приказ имате за вкупно фактурирани кучиња по општини, од кои што од 1.982.616, колку што имаме фактурирано, имате изплатено само 930.408 и не останува за наплата уште 1.045.208 дена. И на крајот имаме дека вкупно долг од добавувачи имаме долг од 684.777 денари, за спрема управен и надзорен одбор получали од 146.000 и неизмирена бруто плата во 12 месец, која што во први месец е таа 808.868 денари, така да вкупно врските на стационарот 7.662.530 денари. Си има состојба на жиросметка, во каса колку имаме и надоле се дадени по месеци, имаме колку кучиња вкупно се третирани. Сега јас имам туку уште една табеларен приказ, кај што можем вкупно во 25-та 486 кучиња заловени на цела регион, од кои што, например, за општина Демиркапија се бројката е 32, од тие 32 кучиња од општина Демиркапија 7 се домени, едно е еутанизирано лешманозно и едно е собственичко заловено, на кое што нормално си имаме и наплатено по налог, сега тие се вкупно 32. А од 486 кучиња кои што е вкупно во регионот, 101 куче ги имаме вдомено, 17 еутанизирани, угинати бездомни се 10 и заловени собственички на кои што му имаме направено налог исто така 10 и имаме 2 на кои што му не сме му направили фактури и налог, затоа што немавме добиена согласност на ценовникот од страна на сите општини. Ви благодарам. Дали некој да збор? Значи, никој не даде збор, точка број 13. Јас ставам на гласност. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 13, констатирам дека е усвоена. Преминуваме на точка број 14. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на административните службеници во заедничко јавно предпријатие Регионален центар за збежување на бездомни редици ветеринарно здравство стационар Шепка Вадарци за 2026 година.
Значи, тоа е административна работа. Вредноста на бодот ја е утврдена на државно ниво, не сме нека со, не знам, 2-3 години уназад, така да цело време е исто. Вие само ја потврдуваме исти за јавни даватели, за административни, посебно мисле како одлуки поделени, заради тоа што имаме повише јавни даватели на услуги отколку административни работници. Да, тоа е една. Но чисто административно, секоја година се носе на совет. Ви благодарам. Да, некој два разбор. Никој не два разбор. Точка број 14 става на гласање. Кој е за? Едногласно слагане против, нема поддржани. Точка број 14 констатираме дека е усвоена. Преминуваме на точка број 15. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на давателите на јавни услуги и помошно технички персонал во заедничко јавно предпријатие, регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно-здравство стационар Шепа Кавадаци. Тук имаме исправка за 2026 година. Како што спомнавме, Да, исто е. Значи, вредноста на бодот ќе носи на државно ниво, ние само потврдуваме годишно, мора да имаме такова. Дали това разбор? Величините ли на разбор? Точка број 15 става на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема поддржани. Точка број 15 констатирам дека е усвоена. Преминуваме на точка број 16. Предлог заклучок за усвојување на извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Демиркапија за 2025 година. Доаѓа колегата. Ви благодарам. Само добар ден. Добар ден. Премолвам за предложение за точка број 16. За извештај за реализација на програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишни улици во општина Демиркапија за 2025 година. Планирани приходи за реализација на оваа програма беа планирани 37 367 003 денари. Значи, дадени се од кои значи, од јавни предпријатија за терени патишта 1 743 376, од Министерството за транспорт 10 220 506 денари и од буџет на општина Демиркапија 19 403 065 денари. Значи, с основа на обезбедените средства кои што општина Демиркапија ги имаше на располагање, значи даден е прилог во 4К и рекапитулација на расходи за 2025 година и од буџет на општина Демиркапија се обезбедени само 4 386 370 денари, од Министерството за транспорт и врски 7 222 946 денари и од јавно предпријатие за дрвени патишта 1 740 376. Даден е прилог на кои делови се тие средства искористени и тоа за реконструкција на дел од локални пати. Корешница Чеврец 7 222 946, кои што се средства обезбедени од Министерството за транспорт и реконструкција на дел од обиколница тротоар Демиркапија 3 701 747 денари. За тековно и зимско одржување се 345 976 согласно договорот и за реконструкција на улица Кирил Методи 338 649, на кои што се средства уплатени од согласно вклучениот договор.
Реализацијата на програмата зависи од колку средства општина Демиркапија ќе поседува, ќе обезбеди или ќе донира. Благодарам. Каде некој даде спор, односно точка број 16. Разбрам. Тоа е реконструкција на делот од обиколниста Демиркапија. Надзор кој вршеше таму? Има надзорна фирма. Таа надзор подпишува дека апекта е Подпишена е, да. Како би да се заштити тие работи? Нема Тие конски што се ставани таму си се фармација рекордиш. И различни конски ставани, различна боја се гледа собирани од негде. Нема ништо нема. Може само тоа. Значи за бојата на коцките не е дефинирано никаде како боја. Тие се сиви коцки. Тоа што во одреден период ООН има недостаток на коцки, кои што купува и обезбедува од друго место, ако што ги знам и информациите. Тоа е за боите на коцките. Тие се исти 10 на 10 коцки, што се ставени. Боите се различни. Приметивме ние, да, се приметува. Тогаш и ние реагиравме. Не е вред да имаме различни коцки, но во даден, значи они каснија со реализацијата на договор само кога недостиг на коцки не може во тој период да обезбедат. Тоа беше причината зашто на лице место се различни коцки. Се сноѓа по бар од други што се производители, набавува од разни производители за да може да го реализираат договор. За квалитетот на изведбата во моментот кога е правилно се гледаше до некој квалитет да се дојде, бидејќи фирмата која што работеше, видовме дека не е, иако делот во работените има некој искуство, но голем дел нема искуство во тој дел. Очекувавме дека ќе има вакви недостатоци, бидејќи во делот кај што има најмногу недостатоци на обиколниците е делот кај што се правеше насип, каде што иако се бараше насипување како што треба, значи ние бараме преку надзор, нели како општина, бидејќи бевме на терен, знаете дека ќе се случува нешто таков проблем, беше реагирано кај надзорот и од надзорот им беше реагирано, но квалитетот на изведбата сепак зависи од изведувачот. Има недостатоци, видено е, фотографирано е и во теке значи во теке постапка кај што ќе треба да се отстранат тие недостатоци. Зборуваме за делот кај обиколницата. За тоа кај обиколница. Значи постапката е прво да се извести надзорот, па со излегување на нивно со нив на лице место ќе се стави записник, го чекаме прво да дојде. Значи ќе треба да се направи записник и да се поднесе барање до изведувачот да се врати да направи корекција. Не го правихме до сега, бидејќи има слегнување. Значи не е возможно да се направи насип од тој дел каде што се работеше, кај што би било стабилизирано земјиште. Значи секој се јавува година време најмалку што се корекции на делот кај што има во делот поготово насипи каде што има. Што е патекта? Што напишеме, една улична е тука бандера, една е на патекта, друга е на страна, друга е... Тоа е исто проблем го имавме во делот кој ги постигува светилки. Им беше насочувано да ги постигуваат на места каде што треба да бидат, но двете, значи тоа се три отприлика бандери кои што требаше да бидат во воздух, немаше како да се постават, значи немаше плот на кој би биле оддалечени од лична. Добро, тоа може да се среде, но? Значи, ние баравме од нивна страна. Значи, повеќето е испочитувано тоа, но тие се места кај што таму немаше насип, немаше ништо за што. И баравме да прават насип, оди тоа не го направија. Ни ветува дека ќе биде направено, но веќе ние не сме секој ден на терен. Да, значи тој дел е кај што ни беше пропуштен практички делот. Зборот ме како ние се заштитиме, кај општина, имаме да се заштитиме од такви работи. Тоа согласно регулативата, значи кој што имаме, ше единствен начин за
неквалитетно изведување е тоа да побараме да почнеме постапка, да бараме од надзор, да бараме од изведувач, да се вратат назад и да се направат корекции. Очигледно е дека надзорот и инвеститорите се... За жал, јас си почел пат совет, кажав и претходен совет не се на ниво, значи сепак треба контрола од наша страна, ние не можеме 100% на контрола до крај на Не се почнете проблем, асфалтот ќе падне тоа. Асфалтот видовме, ама асфалтот не од работата кога е работена. Не од тоа. Асфалтот е претходната. Ќе направи проблеми на асфалтот. Земјата е... Да, мора потпорен зид нешто да се прави. Па не е планиран потпорен зид, туку планирането беше, мислам, треба тој цел да се затвори со земја. Значи не треба да има бред таму. Значи ние за тоа ги поставихме цевките, но имавме недостиг на материјал. Таа количина и поиде од количината што беше планирана беше ставена таму, но не беше. Цевките се тие средства. А сетките беа ставени само потпорни зидови, да нема оти потпорни зид, пак и тој може да, доколку не е квалитетно, се разборно како. Значи, повторно може да... Значи, во дадени ситуации реагираме. Значи, ако не изреагираме ние на терен, значи може да се случи уште по-катастрофални работи, отколку што е сега. Благодарам. Благодарам и јас. Дајме друг партија. Кратко преди вчера разговараме баш на министра на оваа тема за надзорот и за ситуацијата се оде со јавна добавка. Преку јавна добавка, да. Плюс пак, значи они кога го констатираат тоа, тогаш се е наред. На крај кога има движење и вака, тогаш се случуваат тие оштетување или некои вака тоа се. Значи ја пак е напоменам, значи како прво да се направи насипе, значи нема барем по тоа што гледаме, значи му треба време за да земјата да се стабилизира. Значи нема, значи ретки се фирмите кои што може да направат насип кој што е квалитет. Значи има пропусти, ја не викам дека нема пропусти, ние ги во текот на изведбата доколку се гледаме на кои пропусти реагираме и се реагира, поправат, но кога станува збор за вакви ситуации, значи останува на наша реакција и да временски период да помине за да може да се реагира после. Мислам дека ги илуминато и за оваа улица нали. Во поставка се, значи во поставка се фотографирање за сите кои што се работи, градежни работи кои што се правени и кај што има недостатоци да може да преку надзорите да се прават записници, да се поднесува барањето изведувачот да се врача. И имаме случаи кај што изведувачот не е постапал. Значи, тоа е случај за Пелешница и резервоар. Значи, таму е побарно од изведувач да направи санација на резервоар во село Пелешница, но уште нема никаков и било подсетото. Колку, например, ми изведуваш, например? 10 години. 10 години. Сега, например, не, уште се во тој период, каде што треба да одговорат. Сега, доколку изведувачите не постапат согласно нашите барања за отстранување на недостатоци, тоа што треба некои други постапки да се водат. Да, баш, например, да речем пакет, го рекате што е направена, да речем, и таму веќе на некој место е покажано. Затоа ви прашав колку години е... 10 години, да. Можете да реагирате до истите изведувачи. Па еве и веќе имаме случаи кај што изведувач не реагира. И сега... А судски и така работа нема покрена? Па ќе треба следно да биде тоа. Значи, во тој правец ќе треба да се движи тој предмет. Се не се надевам дека нема да биде таква случај за тој. Само се пријавува со најниска валка. Проблемот е најниска цена, но и висока цена не гарантира добар квалитет.
Значи, знаат некојаш и со високи цени да настапат, а на крајот пак нема квалитет. И тоа е генерален проблем во пристапот кон изведување на градски активности. Значи, дали однемање на кадрги, брзани, не знам што е, значи, и слаба контрола исто, и контрола кога се прави, пак се прават пропусти. И со контрола. Што нема гаранта да се коригират се. Да. Зашто обично изведнъж вика тоа ќе биде во ред. Не е во ред, после година, две, не е тоа. Тема, виж, кога сме тука, гледам тука кај игралишто Ректа. Да. Има за мали деца таму, нешто, проектче малет, кој е направено од млади спорт, што беше таму направено? Да. Тие дрвото од околу, големи дрва се тие стари дрва, таму деца да се играат. Лани ќе реагиравме, значи там имаше суро дрво кој што беше, свикавме, да, правихме решенија. Збориме за не дај Боже. Не дај Боже, да. Ама не се само тие дрва. На појка мислам така да. Само да кажам да... И тука нешто што да се некој на състави, што нема така да. Локацијата... Ја може и за години да не падне гранка, ама еднаш ако падне, ако направи пела, тоа ме зборот. Не, така се, значи, тоа е во делот на парко и зеленило, кај што во делот на парко не има красени насечени, но тука се имат збор за поголеми тревија кои што се не безбедни. Значи, така ги има многу во Демиркапија. И имаше многу порано акции кои што се сечат тополи. Тие исто така како тоа проблем. Високи врби, суви тревија, значи, треба акции за тоа. Значи треба да се увиде, да се реагира. Не мора да е сухо за да направи проблем. Значи може зелено треба да биде. Знаеме какви ветрови да. Да. Проблем тресен. Тоа постои страх од тоа. Дали нешто друг да разбор? Видиш, никој не даде збор, точка број 16 представено на гласни, кој е за. Едногласно за, нема против, нема воздържани. Ви благодарам. Пред да преминеме на точка број 17, јас би ги заборила да се придржуваме кон тоа со барање на збор, со гледање на рака и моја одобрување. Во ред да има дискусија, како моментално што имаме, но е молам да се придржуваме кон правилот. Точка број 17. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Повардарскиот регион. Со оваа одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка со општина Гевгелија, Кавадар, Цинеготино, Градско, Лозово, Росуман, Чашка, Валандово, Дојран и Богданци заради заедничко вршење на работи од надлежност на општините, кои што се однесуваат на поефикасно и поекономично вршење на надлежностите на општините утврдени во член 22 од Законот за локалната самоуправа, кои се однесуваат на соработка за унапредување на економскиот развој на општините, преку соработка со управувањето со Повардарскиот регион за промоција на поширокиот Повардарски регион како туристичка дестинација и стратешки развој на туристичка дестинација. Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку формирање на комисија за меѓуопштинска соработка, каде што секоја одгоре наведените општини ќе има свој представник, односно свој член. Инаку имплементацијата на овој проект за меѓуопштинска соработка ќе резултира со следните бенефити: размена на искуство и остварување на стручна соработка на општинските администрации и секторите за туризам. Исто така се очекува проширување на туристичката понуда во Повардарскиот регион, негова промоција како идеална туристичка дестинација за вински туризам, културен туризам, пешачење, велосипедизам, риболов, страствен туризам. И со реализирање на проектот се очекува зголемување на приходите на старите туристички дестинации, како и на други приватни туристички чинители, како и ставање на туристичката мапа на Повардарскиот регион, а истовремено и негова промоција како едно атрактивно место при посета на државата. Ви благодарам за предложението. Дали некој да разбор? Видите, никој не да разбор. Точка број 17 представено гласни, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Преминуваме на последната точка во дневниот ред. Тоа се разпределувањето на данните од физички и правни лица. Како председател на Комисијата за финансии, вече се утврдија сумите
при вас. Дарение за еднократна парична помощ от Мустафа Салиев от село Корешница. Комисията одобри 3000 денари. Съгласен, кой е за? Едногласно за. Второто дарение е от Вазо Атанасов. Само да ви кажам, значи тук се води от Киргелия, но по междувреме се направи промена на личната карта и всъщност човекът е от Демократия, така да не би нищо проблем, издаването е конкретно. Комисията отлучи да му се даде 15 денари. Кой е за? Едногласно за. Третото дарение е от Петя Смилова от село Кошарка. Комисията отлучи да й се дадат 6000 денари, еднократна парична помощ. Кой е за? Едногласно за. Следното дарение е от Ване Коцев от село Кристинци. Комисията отлучи да му се дадат 15 денари, еднократна парична помощ. Кой е за? Едногласно за. И последното дарение от Бранко Ничев от село Кристинци. Исто така комисията отлучи да му се дадат 15 000 денари. Кой е за? Едногласно за. Няма против, няма въздържани. По-бавно изкрепени от дневния ред констатирам,